Добре дојдовте. Визави на тема култура. Моја гостинка е актерката во Струмичкиот театар Антон Панов, Јулија Милкова, и со неја ќе позборуваме за предизвиците, но и негативните последици кои што ги остави пандемијата со коронавирусот врз театарот. Милкова, добре дојдовте во Визави. Ви благодарам што ја прифативте поканата да гостувате во Канал Виз. Добро ве најдов и ви благодарам за поканата, ете да можеме да си кажеме. Така, уште на самиот почеток велам дека тема ќе биде културата, односно како театарот се промени изминативе 9 месеци за време на корона кризата. Како вие го гледате од денешен аспект целиот овој процес? Па видете вака, на почетокот во март месец не затворија, нели? Тоа е повеќе од очигледно. Немавме ни шанса баш да пробаме нешто да направиме воопшто. Потоа стигна протокол, не отворија, значи имавме можност да направиме нешто. Ја промени публиката, мислам бројот на публиката. Безбедно е за нив, имаме протокол за работа. Не смени нас малку во односот меѓу нас актерите, затоа што нашиот протокол вели играјте представа без заштитна маска. Сега, имаме луѓе кои што се плашат нормално, имаме луѓе кои што не се плашат, тоа нели е индивидуално, но мораме да држиме дистанца. Помалку бевме скептични, мислам и се уште сме, ете бар лично јас гледам да држам дистанца, значи важна ми е мојата безбедност, моето здравје и се разбира на тие околу мене. До сега успеваме, супер сме, од актерската екипа немаме заболени, сега аплаузот можеби не е толку гласен, но капацитетот најчесто во театар да го исполнуваме, бројот на места кои што е предвиден е исполнет. Така, театарот имаше неодамна една премиера. Беше ли тешко да се работи во овој период кога важат протоколи, а вие всушност сепак морате да имате некаква близност, соработка помеѓу колегите на сцената? Изменивме работи, значи таа представа веќе беше започната, односно беше некои си 10 дена пред премиера кога не затворија всушност на 15 март годинава. Немавме уште многу работа, но сепак 3 недели работевме, моравме некои работи да ги преадаптираме, например бакнежите. Јас лично имав сцена каде што треба да бакнам колега. Тоа не се случи. Значи, некои работи се изменија. Имавме среќа што баш представата нели се работеше парцијално, не беше гужва, сцена по сцена, двајца по двајца. Сега понатаму се продолжува да се работи според протоколот. Значи, една екипа, ние што имавме премиера, не треба да се мешаме со другата која што сега работи во моментот. Ви влијае ли на вас како актер, бидејќи вие всушност сте носени од емоциите и од текстовите на сцената, меѓутоа сега имате наметнети протоколи. Ви прави ли притисок тоа? Како се чувствувате, знаејќи ги сите овие не знам, законитости на однесување во време на пандемија? Кога се вративме ни беше малку чудно, ама се навикнавме. Значи, како сите луѓе, се навикнавме. Проби со маска, веќе на генерална ги извадивме маските и веројатно се навикнуваш, го правиш нов мизансцен. Ако треба да си блиско, ќе си подалеку и потоа се навикнуваш со тек на време. Мислам дека се навикнавме. Како реагираат колегите? Има ли сега шеги на зад сцената, кога ги подготвувате представите, кога се подготвувате на сметка на сето она што ни се наметна? Ја завртувате ли на смеа? Како не, постојано. Постојано ја завртуваме на смеа, постојано некој намерно кашла. Ето, за да биде интересно, нели? Апсолутно. И да се намали напнатоста, може би која што постои. Нема напнатост кај нас. Ние сите знаат да го свртат. Мислам дека веќе и општо, не само актерите, сите некако мора да се издржи. Да почитуваме мерките и тоа е тоа. Културата понекогаш знаат уметниците да речат дека и културните работници дека во општеството останува на маргината во однос на тоа колку средства добива и како се третира. Меѓутоа сите станаа свесни, ми се чини изминатиот период, колку ни недостасува културата и начинот на живење со културните настани на кои што навикнавме и некако латентно ги примавме. Сепак вие му паркосите на целиот овој проект заради тоа што имате проекти театри
театарски и културни кои што ги реализирате и успеавте да ги истуркате. Ајде да позборуваме за вашата активност како културен работник во граѓанскиот сектор. Да. Имате Сдружение Видливост. Да. Јас сум застапник и председател на тоа здружение и најчесто ресурсите сум јас. Така. И координаторот. Сето друго, значи, се соработници кои што се ангажираат. Кога се случи ова со затварање, со рестриктивни мерки и со сето тоа, мојата прва мисла беше, најчесно ќе ви кажам, на Раце ќе одам, ќе има детска театарска представа. Затоа што јас лично мислев дека во овој момент не треба да не затворат, затоа што во најмала рака детски представи можат да се реализираат безбедно. Од искуството што го имам, значи, ние играме со маскоти. Гледаме со тоа да ги правиме представите, заради тоа што, нели, и 2018 и 2019 тие представи и анимации се шетаа по градинките. Се шетавме по градинките, ама бевме и тогаш заштитени. Немаше COVID-19, но има други вируси. Има бактерии. Значи, за да ги заштитиме децата од нас, ние имавме директен контакт со децата. Значи, еве, се сеќавам, пчелата се гушкаше за да им покаже на децата, нели, дека не е лоша, дека не боцка со сите. Јас по таа маскота носев и ваква заштитна маска. За мене тоа не е ништо ново. И некако како му дојде времето, ли, не сакајќи, мислам, може звучи неубаво, ама јас бев спремна и колегите беа спремни. За тој проект Животните на планетата Земја имавме подготвено веќе, затоа што беше тековно пред да се случат и затварање на градинките. Значи имавме веќе готов текст, имавме веќе готова представа. Ајде да позборуваме за овој проект. Што е идејата на овој проект со животните? Значи, идејата конкретно во 2020 година практично се дореализирува оно што во 2019 не успеавме затоа што беа скратени финансиските средства. Мислам, не беа скратени како добивме, па беа скратени, значи уште од самиот старт побаравме за 2 работи, добивме за 1. И затоа во 2019 година одбравме да одиме само во малите групи во градинките, значи тие од 2 до 4 години со анимации. И си реков, ајде здравие 2020 ќе ги оставиме оние од 4 до 6 годишна возраст со театарска представа. При аплицирањето во општина Струмица, да го одобрија проектот, односно дадоа финансиска поддршка и практично делот кој што не успеавме во 2019 за што ги велам јас големите групи, го направивме сега годинава, односно детска едукативна интерактивна театарска представа, името на представата е Зелено ќоше, на тема заштита на животна средина. Така. И децата како реагираат? Прво, на тоа што имаме протоколи, дали тие всушност ги применуваат, дали се опираат на протоколите за следење на представите, но и на самата представа, на она што таа како порака го носи. Какви беа искуствата? Искуството беше многу интересно оваа година, морам да признам, затоа што, нели, во март месец, веќе при крај на март, решивме дека не можеме да одиме по градинките. Разговаравме со општината, нормално што ќе се случува со проектот. Јас ветив дека понатаму, веднаш во првиот момент што ќе се отворат градинките, ние ќе имаме можност да ја одиграме представата и да ги едуцираме тие деца. Помина време, се отвараат, не се отвараат, значи на пауза ставам проектот веќе некаде во август месец, имаше изглед дека ќе се отворат градинките, протоколи за настани на отворено, значи си реков има шанси. Во најмала рака на отворено може да се одигра детската представа не еднаш туку повеќе пати. Ја обновивме представата септември месец, веќе октомври закажавме во амфитеатарот, благодарност до комуналец ни го отстапи просторот за да можеме да ја одиграме представата и дечињата да ја видат. Ги поканивме, односно во градинката однесовме барање за да го можат да го мрежат низ учителки, што се случи со тоа не знам, но сигурна сум дека сите воспитувачки таму и негователки кои што видоа, нели, по Facebook страниците и на кои што им праќавме приватно пораки во инбокс, се расшири моабетот, ограничен број и сето тоа. Принципот беше да се пријавуваат родителите со колку деца, за да можеме ние да знаеме во кој термин ќе дојдат, на која представа, и сепак правевме, нели, метар и пол дистанца, колку луѓе за заштита, се по протокол. Имавме многу интерес.
за представата, што сме навистина многу срекни. 2 дена игравме и имавме многу посетеност. Дури и ете беше од 4 до 7 години се јавуваа родители, а малку е поголемо 8 години, малку е помало 3 години, без никаков проблем имаме место. Што ми имаме место, секој кој што е заинтересиран може да дојде да гледа. Тука, нели, децата до 6 години, велата мерките, не мора да носат маска. И тука малку ја сгрешивме работата, не предвидовме маски за мали деца. Оти мислевме, не сакаат. Да. Сите сакаа маски, од големите. Тој беше веќе како Да, некоја шега, некој момент. Беше интересно, нели родителите земаат маска на врата, ставаат маска и дечињата сакаат. Очекуваат. Нормално, да, доволен број на маски. И да, сите носеа. Сите дечиња носеа маски, потоа имаше. Тоа значи дека децата лесно учат и навистина можат да ги почитуваат сите оние насоки кои што треба да се почитуваат. Како не, и не само тоа, некако се погоди чиста околина, чиста средина. Таа е темата. Многу важна, многу актуелна. Многу важна, актуелна и баш се залепи чистиме ѓубре. Што правиме? Миеме раце. 20 секунди. Мораме да миеме раце. Мислам, тоа си беше предвидено и пред короната, но доста заинтересирано гледа. И јас се уште, освен што е темата актуелна и самиот текст беше интересно направен, напишан и изражиран, значи децата гледаат во маскотите и тие им стануваат идоли. И имав шанса да разговарам со дечињата и сите кој му е милен зајакот, кој пчелката, зошто мајмунот кажал оти децата фрлаат ѓубре, не било точно дека фрлаат ѓубре и што научивте дечиња од представата, дека ѓубрето треба да се фрла во канта. Тоа ни беше главната идеја, што е многу важно дека го научиле. Имате постојано некоја едукативна, впрочем, детските, она што е наменето за децата, без разлика дали е текст или пак во играна форма, како театарска представа, секогаш има еден таков дидактички дел. Меѓутоа, голем дел од вашите представи всушност носат важни пораки и она што претходно го работевте. Како го замислувате сето тоа? Дали имате некоја мисија да бидете дел не само од забавата, туку и од оформувањето на детските личности? Тоа е идејата, преку забава да ги оформуваме, преку забава да ги научиме. Театарските представи се одлична алатка за тоа да се прави. Специјално, јас многу инсистирам да се интерактивни, значи многу ми е важно што ќе одговорат децата на поставеното прашање, за кого ќе навиваат во представата, дали ќе навиваат за мајмунот кој што ни прави ѓубре, во актуелната представа или ќе навиваат за пчелата и зајакот кои што велат дека не треба да се фрли ѓубре, од им смрди, од им не е убаво и го собираат тоа ѓубре. Тоа меѓу нас и меѓу нив е многу важно. Иако беше овој пат на дистанца, ние најчесто нели со нив можеме и да се допреме, сакат да допрат, помина одлично. Едукативно мора да е затоа што според мене детската представа мора да носи некаква порака. И затоа инсистирам, ако не можеме да се снајдеме на постоечки текст, а баш ние имаме такви маскоти и сега не постои таков текст, значи ангажираме драматург за да го напише тој текст, за да биде на конкретната тема, за да можеме да ја пренесеме пораката. Дали оваа представа и останатите ваши представи излегуваат од рамките на Струмица, иако досега се нели проектирани и се предвидени за децата од овој, меѓутоа се универзални представи. Да. Има ли покана, има ли интерес во останатите градови на останати манифестации, можеби какво е досега искуството? Во 2018 дружината на Лајко Сезнај, кој што ни беше представата, значи 2019 излеговме, бевме во Радовиш на карнавал, игравме во Валандово, игравме во Ново село, направивме адаптација со Дедо Мраз, да се појави и Дедо Мраз, излегуваше. Сега интересно е што исто така и годинава, значи малку на 3 години подоцна, повторно живее, зашто сме многу срекни затоа што ете го одржуваме проектот. Добивме покана на Детски театарски фестивал во Прилеп и покана на Детски театарски фестивал во Штип. Се разбира, фестивалите беа на отворено и секој јавување од организаторите беше: имате ли представа по протокол со мала екипа? Да, имаме представа по протокол со мала екипа, заштитени сме, нема никаков проблем и беше едно одлично искуство.
И многу убаво си поминавме и многу сум задоволна. Знаете како, нели? Од Како град во изгледа град представите во останатите? Еве кај нас знаеме, бевме во амфитеатарот. Во останатите градови како изгледа? Значи вака во Прилеп имаат они еден простор таму околу нивниот дом на култура, кој што е баш како дворче. Има наместено сцена, целосна опрема, се што треба. И дечињата седеа на пернички, знаете, на дистанца. Супер беше, но отворено. Се разбира, игравме озвучени исто и во амфитеатарот затоа што не е отворено. Убаво искуство во Штип. Исто така беше пред домот, но на не толку интимно место, затоа што улицата, знаете, поминуваше. Попрометна е таа улица. Попрометна улица. И инсистиравме, иако они кажаа, нели, другите играат без озвучување, без, нели, бубење, ние кажавме, значи, ние можеме но минуваат коли тие се деца, ќе разговараме со децата, мора ние да се слушнеме и да допреме до децата. Има во Штип малку помала сцена, во Прилеп им беше поголема, но сепак јас ќе кажам, нашиот амфитеатар тука во Струмица, во градскиот парк е идеално место за такви работи кога имаме добри временски услови. Сега не можеме. Така. Ладно е, но затоа можеме на пролет. Апсолутно. Можеме во лето, во есен исти. Струмичката публика особено ве препознава по детските представи и карактеристични ликови кои што ги играте и во рамките на театарот Антон Панов. Дали вие посебно се наоѓате во тие улоги кога анимирате деца? Која е разликата помеѓу улогата во представата за возрастни и за деца? Со какви емоции сте, со какви, не знам, чувства се носите кога треба да изведете различна улога? И ви се случило ли, например, денес напладне имаме представа за деца, вечер за возрастни, во двете да учествувате? Ни се случи баш со Зелена Кјоше, значи, имавме генерални проби пред премиера, што е малте не исто како да играте представа. Значи, игравме во амфитеатарот, кажеме од 17-18 часот, и трчавме веќе од 20 часот да играме тетовирани души. Односно, беа се уште проби, но ни се случувало така и да... Така е, сериозноста е подеднаква. Така. Не знам како да објаснам, дали имаме некој копче кое се вклучува и кое се исклучува. Не сум баш седнала да размислувам, но еве сега кога веќе го потикнавте прашањето, не знам како се адаптирам, но знам дека кога се случува така, кога ќе се вратам дома сум многу уморна. Да, изискува дополнителна енергија. Енергија. А во представите за деца, јас лично уживам кога ги правам, од секогаш сум уживала во тоа, значи уште и порано пред да се вработам во Струмички театар, многу претходно со Снежана Коневска Руси имав чест да работам во незината екипа, да одиме по градинки, во МНТ да играме, ја отваравме и детската сцена баш во МНТ со една детска представа. Јас лично уживам затоа што таа насмевка и тој аплауз искрен што го добиваш од децата, не можеш да го добиеш од возрастен, затоа што возрастните може да не излажат. Знаете како имаат тоа нели механизам, ќе ти ракоплескаат, можеби не им се допаднало, а вие мислите ве поддржуваат на крајот. Поддржуваат. Кај децата тоа нема. И затоа јас сум многу среќна. Од маскотиве не гледавме и баш има неколку фотографии кои што ги гледав подоцна после представата. Значи, така се стоплив, специјално затоа што нели одамна не бевме играле, значи ги гледам експресиите, како ја следат представата. Ние додека играме представата многу малку гледаме. Значи само очите, ама тен малку дзиркаме буквално, само ги слушаме децата. Но кога ги видовме фотографиите, тоа чувство е тоа чувство е незаменливо, тие очиња како корени, па вака има некои фотографии како гледаат, па ракоплескаат, па станат и тоа е супер. Ме интересира како обезбедувате средства за реализација? Вие спомнавте веќе дека имате одредени финансии кои што ги добивате од општина Струмица како проект, меѓутоа културата е скапа работа, театарските представи особено. Како ги оформувате проектите буџетски, како ги затворате сите овие подвизи? Се снаоѓаме. Значи, ние аплицираме, односно Сдруженијето, зборувам ние како Сдружение,
редовно секоја година во буџетот на општина Струмица. И сето тоа што го гледате вие дека го правиме, всушност е напишано на хартија, осмислено претходно, со средства, толку и толку. Во 2018 мислам дека сите побарани ги добивме, веќе 2019 добивме помалку, нели па го преадаптиравме проектот, исто и 2020 година. Но и без тие средства ние не би можеле ништо да направиме. Маскотите се скапа работа. Значи, да го тргнеме хонорарот на актерите и на соработниците кои што секогаш попуштаат во едни вакви услови, кога се работи за здружение, специјално јас и екипата со која што е веќе 3 години нели работиме, моите колеги. Ние за да го направиме нештото од што сакаме, сопствени средства ние ќе намалиме од хонорарот 50-60%. Но имаме работи кои што мора да ги платиме. И ако добиеме помалку, правиме реконструкција на буџетот. Оваа година со тоа се соочивме, немавме предвидено средства за озвучување, за осветлување. Тоа Измачување. Да, тоа по градинките не ни треба, таму е мал простор, имавме представа. И што се случува во такви случаи? Дали наидувате на општествено одговорни компании кои што би сакале да поддржат вакви проекти? Ние конкретно оваа година, значи, решивме меѓу нас со анекс на договори и на се да скратиме еден месец од проектот и тие средства кои што биле за тој месец да ги дадеме за озвучување, за плюс дополнителен персонал кој што ќе ни биде потребен. Момчињата и девојчињата од Црвен крст дојдоа волонтира за сите потреби за протоколи што ни треба, што сум многу благодарна. Не сме пробале да бараме спонзорства, затоа што во цела гужвајте не се ни сетивме. Не знам како би поминало тоа. Веројатно тоа се прави ако имаш фестивал, па да можеш, нели, претпоставам спонзорите ќе сакаат да се рекламираат и така. Не само тоа, компаниите едноставно би требало да ја поддржуваат културата заради духовно издигнување на заедницата и како одговорност кон сограѓаните во кои што и во заедниците во кои што функционираат. Меѓутоа, знаеме дека многу тешко одат, па ме интересираше дали кај вас сте наишли на таков пример на општествена одговорност кај некоја компанија. А што е со останатите донатори? Дали вие, како мало здружение, со мали ресурси, сте се обиделе да конкурирате и на што сте наишле? Вака сега. Најчесто ги следиме овие повици тука, но не е дека не ги следиме и другите повици. Да, сме конкурирале на многу повици овие 3 години и иако сме високо бодувани за проекти, значи не одбиваат. Последно конкуриравме за COVID-19 во влада, имаше објавен повик, да беше на ниво на Македонија. Таму имавме висока оценка, но не ни го одобрија проектот. Всушност тоа е следниот проект кој што е видеоприказната. Само што таму имаше, нели, поголема сума на пари, беа предвидени 10 епизоди. Потоа кога излезе тука повикот во Г1 програмата во општина Струмица, го намаливме на 2. Затоа што исто така тука има ограничување, даваат до 250.000 денари. Ајде да позборуваме за овие видео приказните кои што се подготвуваат, од кои што едната е веќе готова и втората е во изработка. За што станува збор? Станува збор за детска видеоприказна. Повикот беше за COVID-19 и се мислевме што да направиме, како да направиме, затоа што веќе имавме тековен проект, нели, со театарска представа и како да ги опфатиме децата кои што не се толку големи, ама се малку поголеми од оние кои што одат, нели, во градинка. Затоа од прво до петто оделение решивме да направиме видеоприказна и да ги искористиме ресурсите кои што ги имаме. Ние имаме маскоти. Вредноста на маскотите е голема, нормално, и можеме да ги употребуваме во сопствени средства. Во секој повик бараат сопствени средства, меѓу другото. Така. Треба да со се што би знае. учествувале вие, да. Во секој повик ние и секако тоа е благодарение на општина Струмица, затоа што донирала во, нели, претходниот во изработка на маскоти и сега ние ги имаме тоа и ни се наоѓа, ги одржуваме, можеме да правиме други проекти со значително, нели, помалку пари. Аплициравме во Г1 програмата, баш за таа видеоприказна, ни одобрија средства за 2 епизоди. И сега супер минува. Значи, идејата е како да им се приближиме на
таа генерација од прво до петто оделење во време на коронавирус, како да им го направиме животот полесен, односно да ги научиме на игри на дистанца. Некако јас добив чувство дека ги затворивме децата и дека не смеат да комуницираат. Значи, можат да комуницираат, носат маска, држат дистанца, има игри кои што се играат на дистанца. Вметнавме во таа приказна игри, ги вметнавме и домашните животни, за да може учителите, родителите, сите кои што ја гледаат, да потикнат кај децата разговор за домашните животни, за игрите. Во првата епизода Ана скока на јаже. Зошто баш јаже? Затоа што јаже е безопасно, можете да играте со другарката јаже колку сакате на дистанца. Има и во следната епизода други игри. Зошто тема другарство. Исто така е застапана, така почнува серијата, нели? Ана се лути, ќе видиме до крајот што ќе се случи, да не го откривам. Имате ли намера да продолжите да барате средства за 10 епизоди? Со оглед дека го имате проектот. Да, со оглед на тоа дека го има и што е многу важно, убаво оди, затоа што јас контактирам со дел од учителките кои што се расположени да ми раскажат како поминале. Не можам да влезам како председател сега во училиштата, сепак нели да видам што се случува, но помагаат. Кажуваат како поминува, дека има интереси. И најважно од се ми е што стимулиравме интерес за драмската дејност. Имав една учителка која што се јави и кажа сакам целата група да дојде на снимање, ако снимате други, да бидат дел од дружината. Така. Да. И може да има Билјана соработка. Гурова, ја знаете сите. Така. И да се договоривме, веднаш позитивно изреагирав. Реков, Билјана, значи, дај Боже, ќе аплицираме следната година за други епизоди. Баш би биле тие дечиња добре дојдени и секој кој што е заинтересиран една работа. Ако не сакаат да учествуваат, може да гледат како се одвива процесот на снимање на една серија. Значи да научат нешто што немаат предмет таков во училиштето, Апсолутно. не само во основните училишта, нема такво нешто и во средно можеби има, ама нешто многу минимално. А важно е да се запознаат за да ние поттикнеме нашите млади не само да сакаат да доаѓаат како публика, туку да сакаат да се дел од тој да се креативен дел од процес. тој креативен процес, да. Убава замисла. Ме интересира, бидејќи вие, иако сте вработена во театарот, сепак сте дели од таа алтернативна сцена, токму со активностите на Сдруженијето Видливост. Можат ли, на кој начин може да станат комерцијални, културата всушност да генерира средства сама за себе? Возможно ли е такво нешто? Представите да носат средства, не знам. Да, но тоа е многу тешко. Пак треба луѓе кои што би го организирале тоа? Да, сега ќе ви кажам, значи така, со конкретни примери. Кога работевме во Скопје по градинките, значи земате 50-60 денари од карта од дете, но тие средства не се доволни за во денешно време. Тоа беше во 2010 година кога можевме да играме представи без ексклузивни костими. Значи, дете си е дете, имаш фустанчен, нели ќе го најдеш, ќе го позајмиш од театар, не ти требаат средства за тоа. Но јас имам чувство дека денешниве деца не можеме некако веќе да ги анимираме со две кики, со нешто, сутничка, Со импровизации. Да, со импровизации. И тука е целиот проблем. За да направиш сценографија, јас од секогаш сум замислувала да има, значи тоа треба да биде бајка. Детската представа треба да биде бајка и во театар, кога ќе направиш ти сценографија, децата треба, не знам, да вау, да викаат. И тоа ми беше, сакав да се надоврзам и дека не може да се стави кантар на трошоците потребни, но на што може ние во театарот ретко добиваме средства за детски представи. Мислам, најчесто ги правиме со внатрешни средства. Колку тоа може да биде. 50 денари карта, 100 денари карта. Не можете да го направите тоа, за разлика од Скопје, кои што си имаат театар за деца и младинци, кој што меѓу другото е под Министерство за култура. Значи, немам ништо против тоа, да не ме свати некој погрешно,
Но се прашувам зошто нашите деца немаат таа привилегија да имаат театар за деца и младинци. Зошто да нема Струмица, зошто да нема, не знам, Прилеп, ете се борат со фестивали, зошто Штип, нели, единствено што го нудате, они нудат фестивал, ние нудиме тука по некоја представа, колку имаме средства, колку имаме можности, иако сакаме повеќе. Значи, работите треба малку повеќе да се помислат, зависат од нас зависи таа младина како ќе едуцираме. Ние сакаме да дојдат, да гледаат представа и веќе да се едуцирани како возрастни личности. Како ќе се едуцирани како возрастни личности ако ние не им покажеме уште мали нозе како и изгледа не градиме театар. културата на театар. Да влезат во тој театар, да го видат тоа магично место, а не да се плашат. Значи ние, знаете каков е нашиот објект, ние се уште работиме во Дом на култура, ние се уште не сме отишле да работиме во театарот кој што се гради уште. Значи, има разлика. Тие деца, јас имам чувство, понекогаш се плашат од тој толку огромен објект, честно кажано. Првиот пат кога го однесов, моето дете се исплаши. Затоа што му е големо, чудно, не е толку шарено. А за да биде шарено, треба да има средства. Тоа, тие рефлектори коштаат пари, нели, за да прават бои, за се кошта пари. И треба да се размисли, мислам да се размисли, ние можеме да кажеме само, ама треба да се размисли малку на повисоко ниво, зошто ние да не добиваме средства за една детска сцена. Значи, ето, видливост се борат и други здруженија за некаква едукација на деца или за други едукации, или за представи за возрастни. Но зошто малку и на друго ниво, на повисоко ниво треба да се разгледаат работите. Јас, за да одиме ние, еве и вие, сите ние што имаме помали деца да гледаат детска представа, која е опцијата? Да гледаат представа во нашиот театар, нели, истуркано на мускули, се разбира, најчесто за Нова година, видливо што работи детски представи, или треба да се ангажираме, да одиме дури до Скопје, за да гледаме представа за деца во театар и секако што треба да биде, имаат прекрасни представи, лично јас одам понекогаш да ги гледам. Што е трошок? Можеме ли ние да го правиме тоа еднаш месечно? Не. Так. Колку можеме? Еднаш годишно? Некој може би и тоа не може да го направи. Друго е кога е тука подостапно. Затоа кога правиме ние детски представи, имаме интерес. Оти сме тука. Така, и од има потреба. Да. Публиката има желба да Како не, види како представа. не. Не само децата, и родителите, ти ги гледаш, родителите сакаат да ги донесат. Што е Би многу го, важно. би го заокружила прашањето со повторно актуелната тема COVID-19. Изминативе 9 месеци е реалност и најверојатно и следниве неколку ќе се бориме со пандемијата. Каков е вашиот став за онлайн представите? Имаше неколку обиди на театри да одат и премиерно со онлайн представи. Струмичкиот театар одеше онлайн со досегашните со представи, репризи. со репризите. Меѓутоа, дали може да биде замена онлайн представата за живоста што Не. се доживува таму? Јас лично кога почна сето таа лудило со онлайн представи, бев во шок. Значи, тие снимки се прават за архива, за да можеме да се подсетиме, ако треба да се врати некоја представа за да има некаков документ. Но лично јас не можам да замислам да гледам театарска представа онлайн, видео. Значи, според мене... Дури и во живо да е. Не, енергијата што ја имаат актерите, чувствата не се пренесуваат така. Значи, ако сакаме ние да гледаме нешто, имаме филмска уметност. Така. Затоа јас инсистирав на видеоприказна, не да направиме представа и сега да ја пуштиме онлайн да ја гледаат дечињата. Можеше и тоа, нели, да биде. Да кажеме, ајде ние ќе играме, а пуштете им ја вие. Јас лично не сметам дека тоа треба да биде така. Значи, си имате вие филмска уметност, ќе направиме нешто друго, нели, со филм, актери сме. А ете се испостави па и дека има начин во време на Со пандемија, протоколите со. да, со протоколите, да, постои и театарската уметност, зошто да не играме представи. Нема проблем. Игравме детски представи, нема никаков проблем. Подготвени сте и во следниве месеци да функционирате под Како протоколите? не, да, по протокол. Доколку сите ги почитуваат, јас лично сметам дека не би имале никаков проблем. И категорично одбивам
онлайн театар. Тоа јас. Ви благодарам многу за разговорот, за учеството во емисијата. Се надевам дека театарот ќе живее и покрај протоколите, а понатаму и ќе блесне повеќе од што досега. Ви благодарам за поканата, да, се надевам дека многу брзо, ќе почнеме да функционираме нормално, а до тогаш сме можели вака. Така. Почитувани, ви благодарам за времето што го одвоивте за разговорот со нашата актерка Јулија Милкова. Имајте убава ноќ и се разбира, останете со програмата на Канал Вис.